Добро вечер, 24 анализа. Добре дојдовте. Македонија официјално обезглавена, односно шефот на државата Иванов надвор од земјава на форум. Техничкиот премиер Емил Димитриев во оставка, а председател на собранието се уште не е избран. Како ова влијае во се подлабоката политичка криза, додека на улиците секојдневно се зголемуваат, се чини протестите во барање на граѓанската иницијатива за заедничка Македонија. Од друга страна, според информациите, новото парламентарно мнозинство на големо се подготвува за избор на собраниски спикер и на функционирање на собранието. Според неофицијални информации, вечерва средбена бихачка помеѓу лидерите на ДУИ Али Ахмети и лидерот на СДСМ Зоран Заев се разговарале начините за деблокада на собранието, меѓутоа и за избор на собраниски спикер се очекува, доколку сите детали бидат договорени, тоа да се случи до петок. Како да се спречи политичката криза се подлабоко да се продлабочи, дали можно да се случат тензијата да ескалира, и ако се избере собраниски спикер и собранието профункционира, како ќе се избира нова влада со оглед на тоа дека шефот на државата нема намера, барем според последните најави од неговиот кабинет, да се премисли и да го додели мандатот на Зоран Заев, кој што му даде докази за ново парламентарно мнозинство. Од друга страна, паралелно со случувањата во политичката сфера се чини деновиве многу случувања и во правосудството, во судовите избрани нови председатели, а тука и случаевите на СЈО и со притворот на Сејат Коча. Многу дилеми, многу прашања за кои што вечерва ќе бараме одговори. Јас сум Душица Мрѓа, вечерва гости во 24 анализа се Гордана Лажетич-Пожаровска, универзитетски професор на Универзитетот Свети Кирил и Методи. Добро вечер. Благодарам што прифативте поканата. Благодарам за поканата. Петар Гушев, доволна? Добро вечер. Добра вечер, ви благодарам што сте вечерва дел од 24 анализа. Пред да почнеме со дебатата, одиме на куз блок реклами. Твој дом, твоја слобода. Аплицирајте за НЛБ стамбените кредити до 31 мај и искористете ја промотивната понуда. Без трошоци за одобрување, без трошоци за проценка, бесплатна полиса за осигурување на станот и можност за бескаматен кредит за опремување на станот. НЛБ банка. Твоето грло е твоја моќ и кога те боли, земи Септолете Тотал, целосен третман за болки во грлото. Септолете Тотал, твоето грло е твоја моќ. Стоп за двата типа на кашлица. Со Хербион сирупите против двата типа на кашлица. Хербион, два типа на кашлица. Различен пристап. Wash and Go, 100% волумен, 100% своја. Оваа среда, најниската цена во градот. Само за вас, мешан кашкавал Екошар, 1 килограм, за само 239 денари. Единствено во Тинекс. И сакаме се да ми е ново. И ова е ново. И нова фотеља. Кога се сака, се може. Аплицирајте за Супер С ненаменски потрошувачки кредит и добите до 1.200.000 динари. Фиксна каматна стапка од 5,5% за првата година и рок на отплата до 10 години. Шпарка се банка. Банка на вашето семејство.
И по толку епизоди не сме сигурни дека знаеме се за Андрија. Hoćeš da nas pustiš? Ja sam od uvijek sanjao policajca s bradom. Hoćeš? Brate, pa šta ti je, bre, vidi ga. Андрија и Ангелка во затвор. Уште таму не сме ги виделе. Zašto sam izvini ja? Zbog tebe je sve ovo. Zbog mene? A što se meni izvini? Zato što hoćeš da vodiš ljubav na nenormalni mesec. Во среда. Da li ćeš i ti malo vina? Серијата ќе ве насмее, а Велнео Шијацу масажерот 2 во 1 целосно ќе ве опушти од напнатоста во грбот и рамената. Со помош на масажните топчиња добивате идеална топлотна и шијацу масажа. Искористете ја специјалната клуб 5 цена од само 6.990 денари. Јавете се веднаш. Добро дојдовте назад во студиото на 24 анализа. Господин Гушев, најпрво удиме со она што е последна вест од вечерва. Средба во седиштето на СДСМ меѓу лидерите на СДСМ и на ДУИ, Зуран Заев и Али Ахмети. Информациите се дека се прават напори до петок да се стави во функција собранието и да биде избран нов претседател на собранието. Имаше барем јавни изјави од партиите од новото парламентарно мнозинство дека избор на претседател на собранието е првиот логичен чекор во оваа неизвестна политичка криза. Па да, нема друг следен чекор кога веќе претседателот него дава мандатот, кога го крши флагрантно уставот на Република Македонија. Меѓутоа, јас мислам дека добро е уште малку да се остават патриотиве, да ги покажат уште малку сите рогови, да пошетаат уште малку. И тоа прашање треба да се реши, јас не се срам да кажам, во соработка со најзаинтересираните партнери од меѓународната заедница. Значи, треба да биде подршка и со тоа, и од нив, затоа што јасно е што потоа ќе се случува. Тие ќе протестираат понатаму, ќе говорат дека владата не е избрана легитимно или органите не се избрани легитимно и така натаму. Значи, тие прашања ќе треба исто така во дополнителна соработка со најважниве партнери на Република Македонија да се истераат до крај внимателно. И се разбира, тоа ќе мора да се направи ако така наречениот претседател не го даде мандатот, односно не си ја изврши обврската која што му следува и каде што никаде не пишува дека тој треба да има, не знам, право да избира дали ќе го направи тоа или не ќе го направи. Тоа е аподиктична формулација во Уставот, тука нема тој избор, тој нема право. Говорено е на сите овие Да, ке зборуваме и за дозвањето на претседателот Иванов. Требаше ли порано собранието да се стави во функција? Или премногу некако се одолжи тоа? На 30 декември беа верификувани мандатите на пратениците. Веќе сме 15 март. Не може да го направат тоа затоа што немаше парламентарно мнозинство, затоа што господинот Ахмети цело време му помага на Груевски и не ја носеа одлуката, намерно ја одолговлекуваа, ниту им требаа толку анализи, ниту им требаа толку варијанти, варијантите беа многу јасни, туку тој закачен во канчите на оваа фамилија која што ја разорува Република Македонија, се уште не може да се откачи и тој тактизира цело време, барајќи простор евентуално за нешто друго. Значи, тој е помагачот и до сега. И ситуацијава што се искомплицира, што се случи да дојде до замена на прашањата кои што беа главни во изборната кампања. Прашањата поради кој
се крена демократската јавност во Македонија, да бидат заменети со прашања кои што не беа во прав ред, како што се прашањата на меѓуетничките релации. Уште една значи, тој ја произведе, тој барајќи да се рехабилитира пред гласачкото тело, повторно ги бара прашањата кои што него натаму ќе го одржуваат како патриот, како бранител на албанството, се албанството и така натаму. Тој го избра овој пат на хомогенизација на албанските партии, на партиите составени од етничките албанци. Тој патуваше во Тирана, за жал, без потреба, иако тие барања кои што се во нивната платформа, тие не се барања од вчера, тие се барања кои што ги изнесуваат повеќе политички партии, поединци и така натаму, интелектуалци, повеќе од 10 години, 15 години во Македонија. Така тие не се смислени во кабинетот на Рама, па тој ја закувал демек чорбата во Македонија, што ние сега тешко можеме да ја сркаме. Тоа му даде можност на ВМРО ДПМН една самодокажана вистина, кованицата е на Мартин Лутер Кинг, а самодокажаната вистина е очигледниот криминал, очигледното растурање на институциите, кршењето на човековите права, пред се правата на граѓаните, поединечните права, а потоа и другите права, да биде заменето со прашања кои што во моментот не беа релевантни или не беа жешки да бидат ставени на масата на разгледување. И таа ситуација едноставно Груевски ја користи и таа порција му ја сервираше практично Али Ахмети. Така да тој е голем виновник за оваа нова меѓуетничка дебата во Македонија. Всушност тоа се монолози повеќе отколку дебата. Тој е големиот виновник за тоа. Професорка Важаровска, собранието очигледно според сите најави ќе се стави во функција. Апсолутно. Колку тоа ќе ги релаксира? Ќе релаксира состојбата во оваа политичка и правна криза, би морала да кажам, бидејќи некако паралелно се одвиваат. Има политичка институционална криза. На жалост, уставот стана четиво што никој не го почитува. Ние имаме пратеници со верификуван мандат кои што вршат функција на премиер, кои што вршат министерски функции. Тоа е еклатантно кршење на уставот. Јас, мојата оценка е дека всушност Иванов е одговорен за дестабилизацијата во државата. Ако не во кривичниот законник за велепредавство, со затвор од 5 до 20 години, го казнуваме оно што ќе ги собори највисоките државни органи, ми се поставува прашањето со која казна, затвор, треба да го осудиме оној кој што не дозволува тие да се формираат, односно не има возможува да функционираат. Собранието има, пратениците имаат верификуван мандат. Не избран председателот на собранието, меѓутоа имаат верификуван мандат. Тоа значи дека собранието е конституирано. Секој оној што ќе се дрзне да не дозволи на пратениците да изберат председател на собранието, всушност врши нешто што значи напад врз државните институции. Знаете, погубно е и велам честопати, имајќи ваков татко на нацијата, би сакала да бидам сирак. Знаете, веројатно би се чувствувала по-безбедно. Значи, вчера бевме сведоци дека Европскиот парламент го одложи расправањето за состојбата во Република Македонија. Веќе никој не зборува за напредок. Напредокот и Европска унија не одат веќе во иста реченица. Европеизацијата на државата ниту е на ДПМН, ниту е на Иванов, тука е на граѓаните. Така што за тоа мора да се сноси одговорност и тоа сериозно. Велите бранителите. Комично изгледаат. Имавме пред тоа гдомци, па сега имаме нови бранители, тврдокорни, кои што при тоа се уметници, глумци кои што цела представа, они се професионалци што учат текст. Ви ги гледате дека ти читат од телефон. Значи, кога ќе излезам на протест, точно знам
зошто сум таму и што е она што со длабока емоција ќе го кажам. Нема да го читам од телефон. Така што тоа е се толку провидно и се толку инструментализирано што сметам дека час поскоро треба да се соберат пратеници, се состанат, да изберат председател на собрание и потоа да преидат на сите оние други точки што ќе значат заштита на граѓаните и на унитарноста на државата и на она што значи функционирање на институциите, така како што треба да биде. Уставот е прекршен при првиот чекор на Иванов и не би навлегувал, како што вели господинот Гошев, тоа е многу пати елаборирано, должност, кога имате должност за нешто, не можете да давате дополнителни услови. Па потоа ретерира од кабинетот, рекла дека тоа само препорака, сега излезе дека препораката е поважна, е главен услов. Значи, тоа е замена на тези. И ова не е борба за демократија и за Македонија и не знам за унитарност. Ова е алиби како да не се заврши во затвор со долгогодишни казни затвор, имајќи предвид за каков облик на криминалитет станува збор. И треба да му овозможиме на судот, значи да не спречуваме, да му овозможиме на судот да едноставно низ една правична постапка и утврди степенот на кривична одговорност на сите. Уште малку ќе ве задржам кај собранието, ги спомнавте пратениците условно со двојни функции што се во моментов и министри што извршуваат функција со верификуван мандат пратеници. Имаше најави за нивни, мислам дека СДСМ и поднесе кривични пријави за злоупотреба на службена должност. Има ли кривична одговорност тука? Апсолутно, значи тоа во уставот пишува и во законот исто така, значи тоа е неспојливо. Едноставно не можете вие да вршите две така одговорни функции во исто време. Сите они одлуки што тие ги потпишале за ова време се ништовни, не произведуваат правно дејство. Тоа е, како би рекла, еклатантна неодговорност. Ние имаме луѓе во највисокиот естаблишмент на ДПМН, кои што кога Македонија потпишуваше спогодбата за стабилизација и асоциација 2000 година, па 2004 влезе во сила, биле во пелени, а Македонија беше на портите на ЕУ. Сега истите тие ја доведа Македонија пред вратите на пеколот, а имаат многу милионски сметки. Значи, друг е мотивот на целото ова. Така што мислам дека час поскоро треба. Час поскоро дали можат две функции три да вршат одеднаш. Може би некои се замислуваат Наполеони. Меѓутоа, тие не смеат. Спротивно, апсолутно, спротивно е на уставот. Тоа е незаконски, неуставно. Видите, ние зборуваме за повреда на законот, и тоа го цениме од аспект на она што значи неодговорност или злоупотреба на службена положба или властување, или со сторување или со несторување. Имаме и такви случаи. Конкретна оваа ситуација со Иванов не ја исполнува врската што уставот му ја дава, значи имаме злоупотреба со несторување. Така што тек за повреда на уставот, тоа е нешто што е навистина повисоко. Колку можност за колкава казна за дело би се случила? Значи, видете сега, ако велам Иванов ја доведе државата во една непријатна состојба. Се најавуваат можности за било какви судири. Една жртва ако има, Иванов ќе биде соизвршител. Кај нас за убиство се одговара од 5 до 20 години. Обичното убиство, за другите облици имаме доживотна казна затвор, вака колку за илустрација. Господин Гошев, уште малку ќе ве држам околу Али Ахмети, поранишниот коалициски партнер на Груевски и идниот на Зоран Заев, бидејќи уште не е формализирано тоа мнозинство, иако барем декларативно дава поддршка. Иако вечерве, според информациите, се договара избор на председател на собранието и профункционирање на законодавниот дом, сепак исто така во интервју за 21 телевизија денеска, Али Ахмети вели дека без вистински договор меѓу страните кои се представници на мнозинските заедници, СДСМ, ВМРО, ДПМН, ЕДУ и останатите партии, ние не можеме да правиме експерименти како во театар и да одиме во собрание без претходен договор. Кога е искрен Али Ахмети? Кога зборува официјално или кога се среќава со Заев неофицијално? Па тоа е во рамките на неговата неподготвеност да се откачи се уште дефинитивно од почната врска што ја има со Груевски. Тоа исто така зборува за таа состојба кај него, лично. Меѓутоа не ќе може да побегне од разделбата. Тоа е дефинитивно. Прво, притисокот во партијата е јасен, познат е на јавноста, тоа не се крие. Второ, совршено му е јасно што сакаат граѓаните албанци во Република Македонија.
ќе биде комплетно збришен на следните избори ако повторно прави некаква авантура со Груевски. Трето, тука е влијанието исто на меѓународната заедница, така што тој на крајот ќе го направи она што требаше да го направи уште пред месец и повеќе денови. И ако тоа се случише пред месец и повеќе денови, на начин како што беше логично да се направи, ќе немавме можеби толку оваа ситуација забрефтана како што е сега, со толку многу патриоти, со луѓе кои што не разбират ни унитарност, а говорат. Нема ни еден елемент понуден во договорите што де факто ја федерализира Македонија. Не постои. Нема ништо точно во тоа дека таа платформа е увезена, затоа што тие барања, повторувам, сме ги слушале овде со години, не после изборите. Тие не никнаа после изборите и тие прашања постојано се одложувале, не се ставале на дневен ред заради игрите на партискиве врвови, постојано да манипулираат со тие прашања, кога им треба да ги извадат во јавноста за да ќарат некој политички поен, не биле ставани на дневен да се отвори јасна дискусија, да се дискутира што навистина е унитарна држава. Што во една унитарна држава може да биде хегемонистички политички систем, кој што фаворизира една заедница наспрема други, дефаворизира, става во аут други и така натаму. Што навистина ја разделува оваа земја, а кои се тоа интегративни елементи, кои што треба да им ги бидат соопштени јасно на граѓаните и да не се плашат без основа. Затоа што овде во таа толпа која што протестира, која што продава патриотизам, има луѓе што го разбираат ова. Не се до толку неуки, дека ова нема никаква врска со растурање на македонската држава. Но мнозинството таму не знае, вклучително и оние пејачи таму, оние глумци, кои што навистина тие немаат поима. Меѓутоа, тие не зборуваат со својот ум, со своето разбирање, подржувајќи го Груевски, тие зборуваат со својот зобник. Знаете што е зобник? Тоа е онаа торба специјална, која што им се става на коњите на глава, па во торбата има зоб. И така им се дава храна на нив. Тие зборуваат со таа торба на зоб, која што Груевски, преку Министерството за култура или преку другите министерства, зависи која од која гранка е, цело време беа хранети. Некој заслужено, некој незаслужено, повеќето незаслужено, фаворизирани материјално, со делење на функции на некој од нив, и тие овие години живее одлично. И сега тие не ја бранат унитарноста на Република Македонија, тие го бранат својот зобник. А тој зобник немаат грижа на совест, дека не се полни од парите на Груевски и фамилијата, туку се полни од парите на цела оваа сиромаштија во Република Македонија. Но нив им е фино, добро им е, да зобаат и наводно ја бранат унитарноста на Република Македонија. А па како се вратиме поназад, како сме дошле ние до некакви конфедерални, федерални решенија во политичкиот систем на Република Македонија, почнувајќи од 90-та, па доаѓајќи до 2001 година, произведувањето на судирот во 2001 година, па нужноста да се преговара во Охрид за така наречениот Охридски договор, па компромисот заради мајоризацијата, заради гушењето на индивидуалните права на граѓаните и заради неприфаќањето на елементарни права на заедници, кои што не го рушат унитарниот карактер на Република Македонија, почнал процесот, всушност,
за време на ВМРО ДПМНЕ да се начнува кохезијата, унитарниот карактер на Република Македонија. И сега, ова е момент кога повторно ВМРО ДПМНЕ, кој што 90-та година, 91-та година, зборуваше за, ја пуштаа приказката, разни адхок политичари со бекграунд на свињогојство, предавачки на марксизам и така нато, низ кулуарите на парламентот, бидејќи сум сведок од тоа време, зборуваа дека Македонија не се прави држава без крв. А тоа беше време кога на Македонија и се туркаше враце, сакајќи не сакајќи, целосно самостојна република, инаку јас не сум од тие што мислат дека Македонија од 91-ва. Македонија од 45-та година отстапила некои функции на ниво на федерацијата и поважен тој датум за Република Македонија од оној 91-ва година. Значи тогаш зборуваа, а некои од нив одеа кај Туџман. Со паметот на Туџман доаѓаа овде да кажуваат рефрени дека држава не се станува без крв, затоа што на Туџман му одговараше да се случи нешто и овде, за полесно да ги решава прашањата со Милошевиќ на релација Хрвати-Срби. И сега, откако држава направија други целосно конституирање, не ВМРО ДПМНЕ со нивните пароли за патриотизам, не со нивната постојано викотници за знамињата, за грбот и така натаму. Државата беше направена од други политички сили во Република Македонија. Сега, откако сето тоа мирно помина, сега сакаат во 2017 евентуално со крв да биде растурена таа држава. Токму за ова сакав да прашам. Вие го начинавте, можно ли да не се случи ескалација? Јас лично мислам дека собранието треба да се свика, да се изберат председател, веднаш да се гласа новата влада, да се разгласат. Апсолутно. Видете, председателот Иванов го прекрши уставот многу пати. Сите рокови што беа помина. Така што овие пратеници кои што имаат верифициран мандат, имаат легитимитет од повеќе од 700.000 граѓани. И тие се должни во име на граѓаните чии што интереси ги застапуваат. Тие не застапуваат таму свој личен интерес, туку интересите на граѓаните. Должни се да водат сметка за она што значи заштита на државниот поредок. Затоа велам, секој оној кој што ќе им попречи, стои на патот на формирање на една демократска институција. Видете, собранието е представничко тело на граѓаните. Тука немаме ова што вели господинот Гошев, сувирот меѓу политичките партии. Да се потсетиме кога беше донесен законот за јазиците, да се потсетиме како изгледаше расправата или читањето роман во собрание кога се носеше беше предложен законот за бранителите. Да потсетам на амнестијата на хашките случаи. Па ево разговорите, слушнавме како одел од прилике тоа толкување или аргументите како да се дадат, ги прекршивме сите меѓународни узанси, правила, прописи, конвенции, обврски. Значи, она што е меѓународно злосторство, тоа не може да застари, ние не можеме да го подведеме под никаков акт на амнестија. Значи, каде беа тогаш овие тврдокорните, така да едноставно реагираат за она што значи рушење на основните фундаменти на државата во тоа време. Она што мене ми пречи е повикувањето на една омраза, создавање на чувство на несигурност кај граѓаните, еден страф дека ќе се судри народот со народот така натаму. Видете, ако вие земете да го анализирате кривичниот законник, има неколку кривични дела каде што предизвикувањето на страф и вознемиреност кај граѓаните, проследено со повик за телесни повредувања, спаѓа во тероризам. Значи, најтешките облици на кривични дела. Имаме помош на сторител по сторено кривично дело, затоа што велам, Иванов е алиби да не дојде до кривична одговорност на ДПМНЕ. Така што тоа е нешто, тоа е таа состојба од која што нема да може да се избега и ќе мора да излезат пред лицето на правдата час поскоро. Правиме пауза за реклами, па се враќаме во студиото. Денот ви е исполнет со нервоза, патите од несоница, стресот ви е секојдневие.
Решението е Вамекс. Гербален лек од валеријана, маточина и хмелј. За убав ден и мирна ноќ. Кога се вратив од војска, раскинавме. Таа си замина, јас почнав да студирам и да ја изневерувам, и тоа со негазирани безалкохолни пијалаци. Струмка и јас, шо да ти расправам? Струмка, традиционално освежување. Блокмакс, ефикасен при различни типови болка. А сега, достапени во форма на гел за локална употреба. Пред употреба, внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт. Здравието нема цена. Одберете докажан производ. Одберете G132 плюс натурал. Една капсула пред појадок е сигурна формула за долг и здрав живот. Ви го препорачувам на сите, особено на повозрастните. Земете G132 плюс натурал и имајте долг и здрав живот. Јас успеав, следете ме. Фала, ама нас ни треба некој што не планира деца наскоро. Ако е вообичаено, не значи дека е праведно. 3 пати мери, еднаш сечи, но никогаш не дискриминирај. Купете на 48 хепи рати без камата. Акцијата важи за сите производи во Нептун. Нептун инспирира радост. И во Форца, македонски народе. Дружба си е дружба, Форца си е Форца. Добро дојдовте назад во студиото на 24, анализа кој е излазот од македонската политичка криза, која што се чини со секој нареден чекор, само се продлабочува. Гости во 24 анализа Петар Гушев и универзитетската професорка на УКИМ Гордана Лажетич-Божаровска. Професорка Божаровска, при обраќањето на 1 март, председател Тиланов во неговите аргументи зошто нема да го даде мандатот на лидерот на СДСМ, покрај другото порача дека го цитирам, овие денови ми се закануваат и ги повикувам оние кои ми се закануваат да покренат прашање за моја одговорност во согласно со уставот, и во оваа прилика јасно им кажувам, не постојат закани и уцени што ќе ме натера да го прекршам уставот, но истовремено ги охрабрувам да поднесат кривична пријава согласно кривичниот законник против секој оној која доведува Република Македонија во положба на починетост и зависност према друга држава. Никогаш нема да дадам мандат за состав на влада за секој оној кој преговара за платформи на други држави со кои се уценува македонскиот народ, се загрозува унитарноста на државата и нејзиниот суверенитет и независноста. Една недела потоа, лидерот на СДСМ ја објави предлог програмата на владата, едната влада. Иванов вчера го повтори истиот став, односно само кажа дека пречките остануваат. Колку има елементи за кривична одговорност и за нарушување на унитарноста од страна на ЗАЕВ? Од страна на ЗАЕВ, видите вака, значи, интересна е ова реченица полна со флоскули, која што нема воопшто специфична тежина. Знаете, кога човек многу зборува, ништо не кажува, тоа е епилогот на ова што ми го прочитавте и што сите имавме можност да го слушнеме како обраќање на председателот на државата. Жал ми е што е тој правник, а мисли дека е и председател на држава и дека е уставен суд. Значи, сето она кое што ги загрозува основните елементи на државата, тоа е нешто што ќе го цени било кој закон ќе се донесе и каква ќе биде понатаму, какви ќе бидат чекорите. Уставноста ќе ја цени некој друг, тоа е Уставниот суд. Он е председател на сите граѓани. Он не е портпарол на ВМРО ДПМН. Он е председател на сите граѓани. Он е должен да го даде мандатот. Нигдека во уставот нема дека може да условува и не смее да условува. И тука требаше обвинителство и до сега да реагира. Не е подопрен глас, ова не е допрен глас, него пресконференција. Така што мислам дека немаме потреба да размислуваме дали тоа што го презентираше
господинот Заев води кон нарушување на било каква унитарност на државата. Впрочем, последната програма што ја презентира Заев и Дуи, внатре има аспекти кои што напротив не враќаат кон она што значи нормално функционирање на институциите. Воопшто не води кон било каква дестабилизирање или пореметување на уставното уредување. Иванов е тој кој што доведе до состојба да ние всушност имаме воопшто институции. Видете, Европската унија во сите извештаи досега зборуваше за окупирани институции. Ние сега немаме институции. Одговорноста е на председателот на државата. И велат, не сте предвиделе во уставот никакви санкции. Никому не му паднало на памет и нема компаративни искуства за ваквите излети што нашиот председател ги прави во чудното толкување на одредбите од уставот. И затоа нема санкција, освен она што значи импичмент, кривичната одговорност, час поскоро ќе треба собранието да размисли и во тој дел. И кога зборуваме за кривична одговорност, треба да се размисли, немаме закон за правата на председателот и неговото семејство по престанување на мандатот. Кога има импичмент, тие права не треба воопшто да ги ползува. Значи, едноставно, штетата што во моментов се прави е нешто што е неповратно. И ние имаме дипломатска, би рекла ја, активност, на вистина динамична дипломатска активност. Вчера имавме изјави од Столтенберг, од генералниот секретар на НАТО, кој што укажува на тоа дека ќе се грижат за мирот, за стабилноста на целиот регион, така што апсолутно македонските граѓани треба да бидат спокојни дека никој нема да дозволи ескалација на сето она што се најавува. Зошто го велам тоа? Затоа што нема основ, нема рацио, нема, како би рекла, смисла она на што повикуваат или од што не бранат, не знам од што не бранат тврдокорните. Така што поранишниот премиер Груевски, лидер на ВМРО ДПМН, пред да почнат протестите во интервју, мислам дека Сасител беше пураша, тоест ги повика граѓаните да не седат во папучи, да излезат на улица и да бидат на браникот на државата и да не изволат да бидат манипулирани. И па тоа е повик за рушење на она што значи унитарноста и нормално функционирање на државните институции. Затоа велам да за не преюдицираме со степен на кривична одговорност, мора да се остави тоа судот да го утврди. И знаете како, се дефокусира јавноста од она што се на вистина тешки кривични дела, криминал кој што не можеме да го, како да речам, да откриеме до крај, а има институции, така натаму, целото да го следат. И ова е замена тези. Значи, никој не сака доброволно да оди во затвор. Значи, одите сега во Идризово, нема најдете еден кој што ќе рече да заслужувам да бидам тука. Јас тоа човечки може да го разберете. Меѓутоа, некој што е на така одговорна функција, едноставно е преголема неодговорност да се дрзне да го во случајов злоупотреби Иванов како алиби, да ги инструира луѓево, дел од нив има таква кариера меѓународна, 10 дена во годината не се во државата, кај се најдоа наеднаш заинтересирани за протестите. Имаме многу индикатори кои што говорат за тоа дека сме ние сега фокусирани на национални прашања, се разгорува, би рекла јас, тој национален анимозитет сосема беспотребно, само за да се заскрие вистинската цел. Тука е реакцијата, зошто постои специјалното јавно обвинителство и какви действија презема тоа и ќе презема и понатаму, затоа што граѓаните на Република Македонија имаат право да ја знаат вистината, имаат право сите оние пари од буџетот што се одлеани на еден или на друг начин да бидат вратени онаму каде што има местото. Господин Гусев, како го коментирате заминувањето на председателот Иванов во државата во моментов? Имаме премиер технички во оставка, немаме председател на собрание, председателот на државата ја разгоре кризата се чини и се замина на форум. Прво за она изјавата нешто. Повели. Да кажем. Тој во таа изјава се кочопери, онака како некој малски гангстер. Еве, тужете ме. Еве, покренете одговорност. Тој знае дека парламентот нема двотретинско мнозинство да покрене импичмент. Тој знае дека ако се поднесе некоја групна или индивидуална кривична пријава до надлежните судови, до Уставниот суд, знае дека е таму заедно со неговата мафија, дека тоа нема да помине во овој момент, и затоа тој сега на еден оваков безобразен начин се кочопери за нешто што му е
должност уставна. Едноставно нема право да го блокира тој процес. Врши класична суспензија комплетно на политичкиот систем на Република Македонија, ја доведува Македонија во безвластие и овозможува на мафијата да го организира животот по закони во Македонија по законите на мафијата и тој сега се кочопери. Ова заминување надвор, тој смета веројатно дека му е добре дојдено. Еве не е тука уште малку, па на својот ментор ќе му даде уште време за разни комбинации, натаму да ја заоструваат состојбата во Република Македонија. Зашто мојата оценка е, дека Македонија е чувствително општество, треба многу да се внимава на односите во Република Македонија, на кохезијата во општеството, на добрите односи меѓу граѓаните, меѓу различните етнички заедници, различните верски групи во Република Македонија. Треба многу да се внимава, но со сето ова, јас сум заборавал за корупцијата многу, но сега ова што го направи Груевски со помош на Иванов, ова враќање на Република Македонија кон средновековни вредности, ова нарушување или обид за нарушување на заедничкиот живот во Република Македонија, враќањето на овие теми на начин на кој што овие полуобразовани типови, кои што јадат од зобникот на Груевски, а всушност зобникот реков полнет со парите на народот, направена е поголема штета за македонското општество отколку сите милиарди што се украдени. Ова е поопасно за Република Македонија, за нејзиниот интегритет, за нејзината перспектива. Затоа што со ова дефинитивно Македонија стана проблем регионален, стана ентитет за кој што сите се прашуваат и прогнозираат дали ќе остане или нема да остане. А толку години се вложија во тоа да се докаже дека Македонија може да биде функционална држава. Сите тие докази, пораки кон меѓународната заедница од тој тип, дека Македонија може да биде функционална држава, оваа мафија ги фрли наеднаш во ќумбе да изгорат. И затоа од сите страни имате прогнози дали ќе остане Република Македонија. Ако имате такви прогнози од политичкиот, економскиот свет во светот, како вие мислите можете да се развивате? Кој со вас ќе биде партнер во било што, ако очекува вие секој момент да се распаднете? Кој ќе дојде со инвестиции во Република Македонија? Кој заклучува долгорочни договори со Република Македонија, кои што се од заеднички интерес? Никој. Затоа оваа штета е огромна. Се разбира, тука е и целиот регион на погрешни патеки. Комплетно. Еве ние читаме Вучич купува руски миражи. Хрватите исто така имале, не знам, ова или набавиле и така натаму овакво оружје и така натаму. Косово сака да формира армија. Логичното прашање е против кого они мислат да се борат со тоа оружје? Кому да му го употребат тоа оружје? Против кого да го употребат тоа оружје? Сите овие. Нашиот министер излезе, нели? Дека војската е подготвена. Сега го занемарувам за момент прашањето на обврските кои што произлегуваат на Република Македонија во поглед на извршувањето на обврските со НАТО партнерството и нашата, нели, намера да станеме членки, па каква армија и така натаму. Меѓутоа прашањето е против кого сите овие интернност на НАТО за стабилност на регионот и на Балканот. Против кого овие држави? Против кого би го употребувале тие? Против Русија? Против Германија? Против Америка? Против Кина? Значи сите тие мислат да се бранат, а всушност произведуваат проблеми сами од соседите. И сега се поставува прашање, кои се тие соседи што имаат намера да влезат во соседната држава
па овие да се бранат од тоа. Хрватска ќе сака да влезе во Србија, да земе уште од Србија. Србија сака да земе нешто од Хрватска со оружје, со војна. Албанија сака од Македонија нешто, Македонија сака од некого, Косово сака. Значи, целиот регион не подлежни така. Сите овие држави сиромашки, од кои што реки народ истекува надвор, трошат пари за глупости. Трошат пари за конфликти потенцијални, кои што тие ги припремаат евентуално да се случат со нивните политики. Сите се мешаат во внатрешните работи на соседството. Сите се лутат кога некој нешто ќе каже за неговата соседна држава. Тоа исто важи за Рама, тоа исто важи за Вучич, тоа исто важи за нашите, затоа што нели оптужбите се Рама ги собрал. Рама има проблеми во Албанија, не може да ги реши. Сиромаштијата е таму уште огромна. Демократскиот систем исто така слабо функционален, корупцијата огромна, ама нему му е важно тоа да го покрие со сеалбанско лидерство. И сега дава изјави кои што произведуваат, се разбира, непријатност кај Република Македонија или во некоја друга соседна држава. Ама ние забораваме дека тоа го прават и бугарски политичари кога го прашање Македонија. Ние забораваме дека ние го правиме кога, например, некој од поранешните премиери или други одат во Албанија, па делеа пасоши таму. Така? Или кога наши одат да прават панихиди во Бугарија, а нема расчистени прашања, да тоа се прави взаемно, договорно и така натаму. Значи, секој се плетка во внатрешните работи на други, и нашиве вклучително, отиде оној министер да поставува знаме во Грција на планината. Тоа може да биде направено од нас кон Грција, ali не може да биде направено од некоја друга соседна држава кон нас. Значи, сите се овие јавачи на апокалипса. Сите. Речи си во целиот регион, а Македонија е во обкружувањето една од најслабите алки, на која што не и треба сила, туку и треба ум. И тој ум треба да го употреби. И сега ние наместо тоа имаме истурање на улиците на вистинско лудило. Вистинско лудило се случува. Со лаги се случува. Поплавена е Република Македонија со лаги. Ништо од она што дневно се произведува како вести, ништо од она што го читаат некои таму јадни глумци, аматери, професионалци, од јаслите на Груевски, ништо од тоа не е точно. Но, за жал, во сите земји има население што може да подлегне на таквите лаги и може да се случи проблем. Неколку пати споминавте дека сето ова е дефокусирање од она што вистински се случува во Македонија, работата на специјалното јавно обвинителство, кризата која што беше иницирана од аферата прислушување индициите за криминал на поранешни и актуелни високи функционери на власта. Додека во Македонија се случува политичка криза и со извршната и со законодавната власт, никако да не паралелно има случување во третата, независна според устав. Една од трите власти. Да, независна. Една од трите Една од трите и независна според уставот од сите други, судството и правосудството. Последна, еве конкретно бидејќи специјалното јавно обвинителство, го напоминавте неколку пати, во моментов се случува она спротиставени во најблага форма, би кажала јас, ставови на делот одбраната во случајот Труст на СЈО, каде што во односот на притворот на Сејат Кучан и во однос на како повеќето од експертската фила го толкува тоа што се случува во моментот во Македонија. Според Додевски, Сејат Кучан е слободен граѓанин. Сепак има правосилна присуда за притвор. Има решение кое што е извршено, а се уште не е правосилно. Ке дозволите неколку реченици. Значи, со функционирањето на специјалното јавно обвинителство, тој е всушност орган формиран врз основа на закон донесен во собранието. Така што тоа се заборава, јас мислам, со сите оние критики упатени кон специјалното јавно обвинителство.
Предметите што се отворија заслужуваат и понатаму да бидат проследени. Наидоа на една неверојатна блокада, би рекла дека почнаа законите поинаку да ги читаме. Закон за кривична постапка поинаку го читаме, кој инструментализираме до максимални граници. Нив им се бара да докажат дека се надлежни. Во сред постапка влезени наеднаш одиме на подготвување на главна расправа. Значи, случувања кои што се апсолутно до сега невообичаени. Ние имаме определено долги години коментиравме дека имаме многу лесно определување притвор за багателни сторени кривични дела. И верувајте дека тоа беше став и на обвинителство, на 97% од барањата беа усвоени. Зборувам за редовното обвинителство. Наеднаш имаме соочување со криминалитет кој што е многу сериозен. Ние имаме криминализирана држава. И во такви едни услови ние немаме определена мерка притвор, не заради тоа што ние сега ја протежираме мерката притвор да се примени, туку заради заштита на она што значат интересите на граѓаните. Сите действија што се преземаат се со парите на граѓаните. Едноставно злоупотреба имаме од големи размери. И сега се донесе решението за притвор, го донесе всушност кривичниот совет во конкретниот случај, бидејќи судијата претходна постапка направила своевидно степенување на она што значи околности за бегство, нешто што законот не го познава. Апсолутно не го познава и тука паднала во контрадикција, бидејќи констатира дека има основи за бегство, а вамо не определува никаква мерка за обезбедување присуство, одземање на пасош, гаранција. Значи имаме мерки во законодавството кои што може да се искористат за да го спречиме ова што се случува. Се постава прашањето дали треба правобранителството сега да реагира, бидејќи е направена штета со самото тоа што лицето е надвор од Република Македонија. Мене она што ме пречи е што пак сега персонално почнаа да ги дискредитираат судиите, членови на Советот, само затоа што го читаат Законот за кривична постапка. Ние имаме неколку хероини, вака да не звучам феминистички, меѓутоа хероини кои што замислете се херои само затоа што го читаат Законот за кривична постапка и го применуваат соодветно. Тоа е нешто што апсолутно не смее да се случи. Значи имаше чудни изјави дека е некој слободен човек само затоа што тече постапката по жалба. Решението за притвор штом се донесе извршно и лицето треба да биде во казно-поправна установа, а потоа води постапката по жалба. Потоа имаше тврдење дека имаме некоја презумција на укинат притвор. Тоа навистина не знам во кој контекст да го ставам. Не се работи за незнаење. Знаете, тоа е она што иритира, да е незнаење ќе му одземе дипломата. Меѓутоа се работи за искуство, за умешност и за манипулација. Опасна манипулација, видете, ова не е управна постапка. Во управната постапка веќе молчењето на администрацијата нема позитивен ефект, ги измени и тие одредби во управна постапка. Во кривична постапка да имате презумција дека не произведува правно дејство решението, тоа е и мислам дека она што исто така пречи е преголемиот притисок кон судиите во апелациониот суд кои што ќе одлучуваат на јавна седница, да ги оставиме, да ги проценат сите оние докази што се пратени кон барањето, образложението на решението за притвор, едноставно треба да ги оставиме судиите да си работат сопствената работа без било какви странични притисоци кои што само доведуваат до, како би рекла, забуна во јавноста за што конкретно станува збор. Како го коментирате реизборот на Јово Вангеловски за председател на Врховен суд? Тој денеска во интервју за 24 вели дека кумските релации со поранишниот спикер воопшто не му помогнале и дека професионално се извршувала и претходно и сега работата, потврди дека неговиот глас во така наречените бомби е автентичен и вели дека СЈО ќе биде третирана како и секоја друга странка. Да ви кажам, не ме чуди толку изјавата на Јово Вангеловски, колку што ме чуди изјавата на председателот на Судскиот совет, кој што тој оценил дека е тоа најсоодветен кандидат и едноставно е човекот реизбран повторно за председател на највисокиот суд. Човекот има долгогодишно адвокатско искуство, меѓутоа затоа велам дека парламентот мора час поскоро да се конституира, да се поделат ресорите владени и да престанат ваквите чекори кои што владава во заминување ги презема и само и понатаму ќе имаме мислам штета во нашто значи нормално функционирање. А инаку судството мораме да го вратиме на еден пиедестал. Сега ние видовме што значи држава во која што судството не ни функционира. Значи сега видовме што значи кога најдобрите и најискусните и најумешните суди ни се во оделот за прекршоци.
не подценувам ни една област од правото и се заслужува внимание, меѓутоа такво едно, би рекла јас, ослободување преку распоред за работа во други одели само за да предлозите од специјалното јавно обвинителство не бидат соодветно оценети, зборува за тоа дека ние имаме сериозен проблем во нашто значи непристрасност на судијата и храброст. Судите само треба да се охрабрат. Ние имаме многу, би рекла, способни суди. Мора ги растеретиме од притисокот, да ги оставиме да се работат. До која ќе се меша политиката? Судиите не треба да бидат не знам, да гледаме на нив со сожалување, па да им бараме алиби, оправдување, затоа што работат во услови на притисоци и така натаму. Судиите си имаат закон, избрани се и треба да судат по закон. И јас знам дека многу од нив утре ќе плачат, ќе кажат дека ние работевме под притисоци. И сега плачат. Познати ми се, тоа е познато, меѓутоа со овие постапки, тие суди што ги прават, се разбира, тие се дел од мафијата во Република Македонија и они се учесници во суспензијата на функционирањето на институциите во Република Македонија. Значи немаат никакви олеснителни околности. Тие се должни да работат по законот и да одат дома прво да ги погледнат своите деца во очи и да се прашаат што нив ви прават. Така да они се дел од мафијата и ниту една мафија организирана на ниво држава во ниеден систем не функционира без учество на судската власт. И Македонија е потврда на целата историја. Мора да се одјавуваме, времето истече. Јас ви благодарам што вечерва бевте дел од 24 анализа. Почитувани, вам ви благодарам за вниманието. Останете и понатаму со телевизија 24. Пријатно.